Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на неговиот Facebook профил најави нова инвестиција. Станува збор за американската автомобилска компанија Amphenol, која ќе отвори нова, трета поред фабрика во Кочани. Груевски додава дека позитивните искуства од функционирањето на првите две фабрики на Amphenol, во кои веќе работат 3 дивизии или околу 750 работници, биле пресудни да се одлучи за нова трета фабрика, која е гринфилд инвестиција и која ќе вработи нови 550 луѓе од крајот на оваа година. Вкупниот број на вработени ќе достигне 1300 лица, што ќе значи екзистенција, сигурна плата секој месец, можност за планирање и градење на сигурна иднина за 1300 семејства од Кочани и околните населени места, додава Груевски на својот Facebook профил. Специјалното јавно обвинителство поведе истражна постапка под име Тврдина, поврзана со незаконско следење на комуникациите со користење и искористување опрема и уреди за следење кои се во собственост на МВР, информираше обвинителката Катица Јанева. Според обвинителката Ленче Ристовска се работи за сложен предмет во кој се осомничени 5 мина за сторени повеќе кривични дела. Во овој предмет, според Ристовска, осомничени се двајца началници на оддели при Управата за безбедност и контраразузнавање и МВР, кои во првата половина од 2015 година заедно со искористување на службената положба и овластување и со пречекорување на границите на нивното службено овластување со умисла, помогнати од осомничениот началник на една од единиците во управата, ги уништиле системите за следење на комуникации, со што нанеле штета на средствата на државата и буџетот на Република Македонија во износ од 10 милиони евра. Одговарајќи на новинарски прашања, таа изјави дека специјалното обвинителство има докази кои посочуваат на тоа дека и други лица ги користеле, односно ги злоупотребиле системите за следење на комуникации, како во рамки на МВР, така и надвор од Министерството. Во врска со Тврдина, обвинителството побара со случување на првоосомничениот ГГ, како и претрес во неговиот дом и одредување мерка притвор, што не беше прифатено од судија на претходна постапка. ГГ пак утрово самиот се појавил во основниот суд Скопје 1 в Скопје, иако немал добиено никаква покана за разговор од обвинителството. Тој во судот се појавил откако дознал дека бил баран преку проопозицијските медиуми. Соработниците на Верушевски предложиле опремата да биде уништена бидејќи била неупотреблива уште во 2013 година, објави прес 24. Целиот случај е инициран од осудениот за пуч Звонко Костовски, кој во 2013 година е иницирал целата постапка. Началникот Сашо Трајковски пак, председател на комисијата формирана за попис, расходување, ништење и бришење на евиденцијата, од денеска е унапреден за неколку скалила од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. При тоа специјалното јавно обвинителство не покрена постапка против Сашо Трајковски, иако со решение од министерот, токму тој како председател на комисијата имал задача да изврши попис на системите и техничките средства и опрема од листата за задолжување во УБК, да ја констатира затекнатата состојба и доколку утврди нивна техничка застареност и нефункционалност да изврши ништење на системите и техничките средства. Токму Трајковски го потпишал извештајот на комисијата со кој констатирано дека постојат системи и технички средства и опрема од кои некои се технички застарени, а некои нефункционални и не се планира повторно да бидат ставени во функција, како и кога е извршено ништењето. Советот на Европа алармира за дупки во мрежата за безбедност во Унијата. Предупредувањето се содржи во информациите на Советот за исламска закана, пишува грчкиот весник Катимерини. По нападите во Брисел, европските аналитичари откриваат сериозни проблеми во однос на управувањето со информациите и неволноста за соработка меѓу земјите членки. Тие се спротивставуваат и на неопходноста од поврзување на одделни бази на податоци со кои располагаат Фронтекс, Европол, Интерпол и други со податоци за сомнителни лица во врска со тероризмот. Во документот се открива, например, дека додека во редовите на исламската држава влегле над 5000 европски граѓани, во базата на податоци на Европол биле регистрирани 2786 сомнителни лица, а во Европскиот информацијски систем едва 1473. Констатациите во извештајот се јавуваат само неколку дена по драматичните случувања во Брисел и по обзнанувањето на високи европски представници за весникот Катимерини дека белгиските, како и турските власти, биле предупредени од тајните служби на трети земји за евентуални самоубиствени напади на нивна територија, без да можат на крајот да ги спречат.